Помина 3-4 дена и можам да ви кажам дека подобро возило во мојот живот немам возено. Ова е Mercedes CLS, произведено од 2018 година, пуштено во употреба или да се вози 2019 година. Добродојавте во ново видео. Ова видео ќе го посветиме на ревју или покажување на возилото, но втората половина ќе биде реакција на татко ми и мајка ми. Еве издржав 4 дена помина да не го видат возилото, да не ги повозам, затоа што ми беше кејф нивната реакција да видиме прв пат на камера. А мислам дека ви должам едно ревју, затоа што имаше многу коментари, негативни, позитивни, и денеса ќе си ја представам онако како што јас ја доживувам. Знаете дека не сум професионалец во оваа работа, но неколку дена помина и веќе отприлика знам што има во ова возило, иако има многу опции за кои што верувам дека дополнително ќе дознавам. Еве од старт единствено што нема во опрема ова возило е дисплеот, најновиот позади воланот, нема камера за паркинг и нема панорама. Све друго има. Но таа камера и тој дисплеј, доколку одлучам, можам да ги ставам. Сега камерата веќе ја договарам, а за дисплеот ќе разговараме кога ќе бидам внатре, затоа што мене лично ми се свиѓа. Ова, како што кажав, е 2018 година произведена. Ова е третата класа на CLS. Првата е произведена некаде 2004-2005 година. Веќе ја гледате на сликите кои што одат во моментов. Втората варијанта некаде почнува 2010 година. 2017 завршува, а 2018 година се создава овој Mercedes CLS. Ова е, ако може да се каже, најосновната варијанта од овој модел, затоа што нели постојат и 400D, потоа 63 AMG, ова е 350D, но имаме 3.0 мотор, за разлика од претходната варијанта која што ја возев, која што беше многу послаба, имаше 1.6, беше C класа, ова има 3.0 мотор, има 3000 кубика, 289 коински сили и навистина по возењето се чувствува колку сериозно моќен мотор има. Сега да го видите. Изминативе неколку денови гледав ка ревјуа и на CLS и на некои екупе класи и секаде велат дека ова е некоја варијанта која што наликува на екупе, меѓутоа е многу по гломазна, по луксузна, има 4 врати, иако и има купе изглед. Поблиску реално би било со S класата. Она што е многу добро за оваа варијанта е што моторот е со 6 цилиндра. Веќе не е Рено мотор, значи поголемо. Добро е. А претходните, колку што видов, се V6 мотори. Што и како значи, вие пишете во коментар, па ќе кажам, не сакам да се правам паметен, затоа што не сум експерт за возила, но како што можев да прочитам, оваа варијанта на мотори е една од најквалитетните за Mercedes. Многу ми се допаѓаат бандажите кои што се AMG варијанта, 18 се гумите. Лично размислував дали да ги менувам, дали да направам некоја по оние кои што се малку со повеќе вакви. Меѓутоа мене лично ми се свиѓа, а и Autowelt ќе си ги поздравам многу од каде што го купи возилото. Томас ми дае памет да не се глупирам, затоа што целата оваа варијанта е AMG и некако си е складна едно со друго и мислам дека е перфектна, може вие да пишете во коментар. Лично многу ми се допаѓа самата боја на ова возило, фаровите, предницата, која што изгледа многу спортски и затоа велам дека мене лично ми остварување на сон. Од секогаш сум сакал да возам спортска варијанта или спортско возило. А сега кога ќе влезете внатре, ќе видите што значи CLS. Да бидам искрен, покрај тоа што сите ја видовте оваа кола и апсолутно е преубава од надвор и целиот тој изглед е спортски елегантен. Кога ќе влезе човек внатре во ова возило, веќе може да доживее зошто сумата е таа која што ја плаќаш. Овој метален, сребрен детал по целото возило, надополнет со овој AMG волан, кој што има исто така сребрени детали на самиот волан. Целата црна кожа која што ја има низ целата кола и напред и на самите седишта кои што се спортски со алкантара, патосниците со AMG,
кровот е црн. Некако дава шмек и веднаш можеш да почувствуваш дека ова возило е многу квалитетно. Од мал сум сонувал да имам спортско возило, а изминативе неколку години сум го замислил денот како возам кола со AMG волан. AMG воланот е ова, како да наречеме, во долниот дел скратена варијанта на волан. И верувајте, кога возите, дека се чувствувате посебно. Мењачот е со 9 брзини, 9 Getronic, моторот е 3.0, што значи дека без никаква мана, а импресивно е што ова возило тежи 1600 кг, што значи дека има многу стартна брзина, е 4x4 и човек само кога го вози може да доживее што значи Mercedes CLS. Да надополнам, јас ова возило го купив со тоа што доплатив. Другиот дел беше замена на C-класата која што ја купив пред неколку месеци од AutoWelt и многумина од вас ме прашуваат дали постои таква опција во AutoWelt. Замена, што значи замена? Со вашето возило одите во Кочани, во нивниот автоплац, за да ви ја проценат вашата кола, а потоа вие да се изберете која сакате да ја купите секако и да формирате една сума која што треба да се плати. На самиот волан имаме многу опции, се што ни треба од самата кола можеме да ракуваме преку самиот волан, секако дека има темпомат, има еден куп опции на кои што можеме например да видиме потрошњата, горивото, колку улје има и така натаму. Самиот мењач, како и на секој Мерцедес, мислам дека по 2012-13 таа варијанта е на самиот позади самиот волан. За рикверц, неутрал паркинг и драйв имаме Tiptronic, така се викаше. Можеме да ги менуваме брзините на самиот волан, ако сакате да се осеќате како во формула. Меѓутоа, јас лично си сакам да си возам во драйв, господски, да си уживам во самата возња. Ова варијанта некако му доаѓа кога сакате малце да ја пробате брзината на возилото, иако навистина е предизвикувачки затоа што со околу 300 коња со 3.0 мотор и 1600 кг тежина на самото возило, стартната брзина е како да се возите во авион. Тоа ќе го прикажеме на автопат ќе излеземе, затоа што сакам да ви го доловам и да го видите. Нешто што најмногу ми се допаѓа од ова возило е што има амбиентално светло и навистина оваа предница навечер изгледа многу побаво од преку ден. Апсолутно секако дека има навигација, радио, телефон, можете да се конектирате. Самото возило има безбедносен систем. Да си го клучите кога се возите на автопат, доколку возилото ви отиде во десна страна, сака да излезе надвор од зацртаните линии, возилото ве враќа. Имаме еден куп други опции и помошен систем, кој што лично јас и го немам толку расчепкано, значи може, пример, кога се пали возилото да ви свири, имате од дома два клуча, од едниот клуч можете да си го запалите возилото додека сте дома, например, кога е ладно, да си го загреете кога ќе влезете. Има еден куп други опции за кои што, верувам, не сакате да ви кажам, ви се доседни. Најбитно од се е што станува збор за многу квалитетно возило. Може да се повозиме? Ајде! Верувам дека многу од вас ви интересира потрошњата на ова возило. Дигитално кажува дека троши некаде околу 9 во град, 7 на автопат, со оглед на тоа дека е дизел и е 3.0 мотор. Додуша добро, дизел е по-добро од бензин кога станува збор за потрошње, меѓутоа 3.0 мотор е за разлика на Ауди, каде што би трошило да речеме 15 во град, тука троши 10, што е искрено фасцинантно. Покрај тоа што е купе, на задните две седишта можеш комотно да седнеш, гепекот е огромен, така да покрај тоа што е спортско возило, може да се категоризира и за фамилиарна кола. Секако дека има и повеќе опции од типот на како да ја возите колата, економично, комфорт, спортски плюс, а ние дефинитивно дека ќе пробаме спортски плюс. Ние сме моментално на автопат за да не го тупите дека многу брзо возам. Да видиме како оди стартно, таа може? Спремен? Чеки тоа. 120. Ова е нешто кое што не се купува со пари, тоа се купува. Искрено да бидам, овој момент кога ќе го доживеете, ќе сватите што значи Mercedes CLS.
од 0 до 100 пак кажуваат 5,7 у секунди. Не знам, фасцинантно е. Среќен сум што купив ова возило и ќе си го чувам и верувам дека ќе ме задоволи. Одиме сега да ги земеме мајка ми и татко ми, да видиме како тие ќе се поминат во ова возило и многу се радувам што нивниот син ќе може да ги повози со нивно возило. За прв пат во животот ќе се качат во една ваква кола, да видиме како ќе реагираат и како ќе поуживаат. Вау! Леле, што е ова, бе? А? Ке влезеш? Леле, Не ке влезе. авионче, А? бело. Како? Сте појас? Мора? Да. Како се Еј, свија? чекај, прво да ти тргни. Ова да две крокчиња. Да свртиш бензинче. Толку јав што да правам. Е, мајко бе. Е, па сега. Ајмо. Грш ме фати. Каде те фати? Стефан? Стварно? Да. Еј, грч. Чекај бе, не снимај. Леле, види го, бе. Абе, ти си мрдат скроз, бе. Може? Пази, жени, бе. Леле, господа. Како се свија? Леле, А? авион. Не, шала. Не, како да ми се свиѓа. Преубава е, како да ти кажам. Чекај малце да разгледам. Чекај, добро, има и Да се светло. нашмекаш да му е, што е најбитно. Има светло, тоа е битно. Чекај да видам. А? Црна кожа. Много е добро. А, сега добре? Да. Син ти потрошил пари, викаш да не трошам. Сега заслужено. Не, види, заслужено, ама... Чекај, добро, не мораш да ми покажеш, добро е вака. Стефан! Стефан! Ке се паркираш? Зашто? Не сакам, не смеам стресови, докторот ми рече не смеам стресови. Полека не се смее. Чекај. Еве гледаш дека до 40 крева, мамо. Тоа е до 40. Ако качам до 100, Немој. Значи немој. еве гледаш 40 одма да стануваш. Види, сега стварно, нели, да треба да уживаш, уживам. не бе, кеф ми беше чиста Второ, пауза. сега да не се доискажав од овие турбуленции и стресови што ми ги правиш. Значи, стварно, чекај да ти кажам. Значи, си заслужил, си постигнал се, браво, супер, ама многу бре е тоа за кола. Многу. Зашто многу? Многу. Па работи синот. Па добре работа, ама кај ова у Но Скопје? ќе ја вратам за водиш? 2 месеци ќе ми ја земат. Кој ќе ти ја земе? Па така викаат. Кој да ти ја земе? Па ќе сум ја вратил. А се заебале, назад нема. Јас сам ово оваа сакам да се возам. А, сега можело. Сега ти се Еј, дај свиѓа. па некоја друга ќе им дадеме и така на Цитроенот више шо? Не, оваа ќе ми ја земат. Кој ќе ти ја земе бе? Па ќе си ја зеле автовел, ми ја дале да се повозам. Така викаат. Така вика? Не може. Значи мајко ја признаш колава. Да. Топ. Само немој да ја менјаш више. Не бе, една Може? година. 2. Не. Полеза да Сега види, и таа претходна беше добра. Овој сака да ме умре бре луѓе пред време, не знам зошто. Јас сум најдобрата мајка на светот, ама види, он решил. Крај, тоа ти е. Ти е нормална скроз. Не бе, не, нормално сум ја. Ти рипај таму тоа шопреш, ајде вози ме убаво да ми биде. Па еве, види како свети. Гледам, чеки да ја разгледам. Кажа срамота. Ау, срамота. Па пари сега Па да да си ги земам насад. повели. Безобразен, еден. Срамота било. Безобразен на безобразните. Ајде, добро, нема везе, ова од срце, па сега ти... Абе срамота да Од стојат парите големото да се друштво гледа. стана. Види ја бе. Море ке видиш ти убава. Не, мислев така. Одиш у Полиција, пази. Добро, без Аман у животов од казни више, аман. проблем. Идеш сега тука, поставке, светла. Амбиентално светло. Вау. И после тоа можеш да си одбереш како сакаш да свети. Жолто. Жолто. Ајде, жолто. Пази. Кај ја најде бе жолта боја. Добра и друга сега нека. Зелена можеш исто сакам. Гледаш овде? Види под доле на потик. Да, види на чизмите ми се гледа. Треба те возам на вечер. Да, ова е за Еве ти, начин. вака. Леле, топ е.
Може ли се татко ми да го земе? Од кај да го земеш? Па ќе одам да Па ме добро сте ме мене, земи го татко. Ништо ќе верносам на вечера, да почестам за колата, сега работи си. Редно беше, да не однесеш. Кај ќе не носиш? На некое скапо место, не, сино, да те носи. Јас сум на диета, не сакам на скапи Шел ти места. сакаш? Еј, слушај, ова како видеото, како беше она? Pero што ми го прати? Кој бе? Па тоа видеото у Струмица. Доста бе, па ти одма драми. Гледате на кои сум метнат, ајде. Ај, чао. Да те Чао, гушта. чао. Да те гушта. Ој, леле, синко мој вреден, умен, паметен. Ајде, чао. Чао. Се гледаме. Кај си ти бе? Види, колку им фалам. Чекај, пушти. Ојде. Стај поес? Не сме сами, значи. Стај поес? Чекај, нала, мори. Ајде кај мене. Хит. Ете ви реакција од нала. Чекај вака да направиме. Ајде, тато кажи се како? Еј, што да кажам? Тенк. А? Од надвор ти се свиѓа? Ау, многу е добро. А нала ти? Многу е добро. Цела улица ја зафати. Голема е. Голема Многу е спортска. голема. Нели? Да, бе, да, сега во однос на Мерцедесов. Тоа сав те прашам со претходниот, како ќе споредиш? Уф, А нема споредба. нели рече таа е топ кола? Да, бе, да. Нема споредба. Што е ова? Ова е, покажи го ова. Ова ти ова ти е навигација. Ти ги дава 3D и згради така према. И 3D ги дава. 3D ги дава. Боже. Има слично опрема со тоа Citroen. Уф. И Фордот што го земавме. А Тука остај ти, некаде не сум. плугај по Citroenот. Ама А не него плугам. научи да возиш. Гасеше Citroenот. И баш е амбиентално светло. Иначе можеш да идеш, Многу гледај, е ова. до Вселената може да идеме, гледај. Сварно. Гледај. Шклап. Леле. Можеш вака да си гледаш која држава све. Нема коментар, ова се осеќа, што вика Зоки Скупичко. Се осеќа мок, се осеќа класа 2, 2 класи. А Повеќе. што би возил ти, дали ваква со 100.000 или Toyota нова? Абе, Ти си јас- повозрасен, најпо да не биде јас дека дете сум Јас запал. знаеш, ние во наше време достигнувањето беше ново југо. Толку, а? За нас е ова научна фантастика. Прави споредба сега Toyota, остај ти работи. Видеа? Леле. Па види колку е стабилна. 4x4 погонен. Спие колата. Ништо да ви ја давам со мамата ти. Саш да свртиш круг? Јас? Ти. Не. А? Некиш? Ја да видиш потреба, колку е само- скромен татко. Само прави си го кефот, што да кажам. Мама ми даде 2000. 2000. 2000 ми даде. Ајде. Ти куче ми даде. Се шалам. Што да ја правам? Добро бе, имам ја ќе ти дам. 1500. Може? Ја те у животот како треба. Не бе, се шалам. Значи убава ти е. Пролазноца на добре. Само задржи ја малце не се. 3 месеци ги менуваш како чорапите. А, не, рекоа дека за 2 месеци ја враќам. А, Толку? Ми ја зимаат. не бе. Крај. Не, колава реално година и пол, 2, сигурно ќе ја возам, затоа што многу ретко и има подобра варијанта, затоа што оваа е купе, спортска, ама и е лимузина. Со голем гепек позади има место, Па, ја гледате И живеете малце поуживајте, не да деца да... нормално, след до внучиња, не коли. А, имаше коментар. Не го накажам наталитетот. Така. Купувам коли, ја загадувам Так. околината. Добро да е, бес. Прифатливо е за мене, ја си работиш убаво. Колата со здраве да те служи. Дека ти е заслужена ти е. Најбоljот човек кој ќе си ја заработи поштено само. Ете така. Thank you very much, фала што дојде време, што те позамара да снимам. Ние сме со нао. Душичка, та. Па помини да не зирнеш. Ке дојде. Ајде, чао. Ајде.
како закрена видео, сакав да ви покажам навечер како изгледа ова возило и внатре. Ете, заборав да ви кажам, има сензори, брат. Значи, ако пробам се лупнам, ми кажува, единствено што нема е камери, кажав тоа, дефинитивно ќе го средам и на крај еве го дисплеот што го зборев на почетокот. Мене лично многу ми се свиѓа ова, затоа што има 3D варијанта. Сега, не знам, повеќето луѓе им се свиѓа дигитален, би се споил фактички цел. Не е некоја скупа цена, мислам некој околу 700-800 евра да го смениш ова напред. Камерата не сум прашал, не знам, меѓутоа мислам дека камерата е прво нешто што ќе го направам за рикверс кога се паркираш да можеш да ја имаш. Што ми беше муабетов, стоите. Чекај, уште ја учам колава. Идеш мени, ама чекај да гледате пореално. Идеш во возило, поставки светла, амбиентално. Ова е нешто кое што највише ми се свиѓа. Мислам кеф, ништо немате ова. Еве, како што менуваш, си се менува, може да се види? Да. Ја некаде оваа варијанта си ја држам на 34. Мене ми е лично најубава. Марта кој ќе влезе го прави ова. А уште вака исто партали. А јаката ствар со ова е, гледате сега. Чекај, дај ќе ставам на зелено. Види го што е, ле, чичо. Кога идеш бек, кога сакаш да дигнеш температура, сега е на 21 степен, се прават црвени. Гледате? Еве тука. А кога сакаш да симнеш температура, се прават плави. Па важи, брат! Ништо, тоа беше се за ова видео, луѓе мои. Да сте ми здрави и живи. Фала ви на позитивните и на негативните коментари. Прифаќам се, не се лутам, меѓутоа кога вие коментирате негативно, интересно е да ви враќа човек, а вие кога коментирате позитивно, интересно е да ви каже фала човек. Во секој случај очекуваме една убава дискусија во коментари околу делот со ново возило и со половно возило, ако може да се нарече половно. Не се лутам на ништо, единствено на навреди, тоа покажува колку човек е квалитетен или неквалитетен. Продолжуваме со видеа, продолжуваме со подкасти. На секој од срце ќе кажам, пак му посакувам да си купи еден ден вакво возило, да го почувствува филингот на успех и да се мотивира да продолжи понатаму, да заработува, да создава, да прави и да споделува со своите најблиски. Повторно ќе кажам, не заборавајте да ставите лайк и сабскрајб, каналот расте, газиме, одиме сега до 200.000, а очекувајте, ќе се потрудам сега бидејќи стоплува да гледате покрај 2 подкасти неделно, да гледате и ново видео, а се спрема уште нешто многу големо. Ставите лайк, се гледаме во ново видео. Чао! All I wanna do is just flex. Big body thing, have sex. No phone calls, just text.